Денеска е петок, 9 јануари, а вие следите вести на Слободен печат. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта во северозападните делови се очекуваат повремени врнежи од дожд на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Минималните температури ќе се движат од -9 до -2 степени, додека максималните ќе достигнат од 3 до 9. Во Скопје ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди и слаб променлив ветер. Минималната температура денеска ќе се спушти до -6, а максималната ќе достигне до 4, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Во сабота се најавуваат локални врнежи на планините и повисоките места од снег, а во пониските предели од дожд и снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови, каде што ќе дојде и до дополнително зголемување на снежната покривка. Во недела и понеделник ќе дува умерен до засилен северен ветер со брзина над 60 км на час, проследен со повремени локални врнежи од снег. Температурите ќе бидат во опаѓање, а на некои места дневните ќе останат под 0 степени. Од вторник се очекува стабилизирање на времето со сув период. На граничниот премин Меджитлија има забрана за движење на товарни возила која ќе трае до 10 јануари до 10 часот. Сообраќајот за патнички моторни возила ќе се одвива со нормален тек, соопшти АМСМ. Сообраќајот на останатите државни патишта се одвива во зимски услови по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Од 15.11.2025 година започна законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата без оглед на моменталната временска состојба. Ова обврска ќе трае до 15 март оваа година. Патниот правец Охрид – Ресен преку Националниот парк Галичица од 21.11.2025 до 31.3.2026 година се затвора за сообраќај за сите видови возила. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. На полнок завршува изборната кампања за повторените избори за градоначалник во недела на 11 јануари во општините Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа. Изборниот молк ќе трае до завршување на гласањето на 11 јануари во 19 часот. Според информациите од Државната изборна комисија, гласачките ливчиња и апаратите за биометриска идентификација денеска се дистрибуираат до општинските изборни комисии, а оттаму ќе бидат подигнати од избирачките одбори. Утре, сабота, гласаат болните и изнемоштени лица во затворите, запишани во избирачкиот список во овие општини. Изборите за градоначалник во овие 4 општини се повторуваат бидејќи на локалните избори 2025 таму немаше доволен број граѓани излезени на гласање. Според податоците од Државната изборна комисија, во овие општини во првиот круг на 19 октомври не беше постигната законската излезност од најмалку 1/3 од запишаните гласачи, што е услов за изборите да се сметаат за успешни. Ратраци ги спремаат патеките на Попова шапка. Има многу снег, но никој не кажува кога ќе почне скијањето. Ски центарот Попова шапка објави видео на кое се гледа како ратраци ги подготвуваат патеките на Шарпланина. Од снимката се гледа дека деновиве на шапка паднало големо количество снег и дека има одлични услови за скијање. Сепак проблемот е во тоа што од ски центарот нема никакво известување за тоа кога може да се очекува почетокот на скијачката сезона. Ниту во коментарите на објавата каде бројни граѓани прашуваат, не може да се најде одговор на тоа прашање.
Голем одрон го отежнува сообраќајот на патот Скопје-Велес, а Црна река се излеа кај селото Бучин поради што е прекинат сообраќајот на локалните патишта. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, секако почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Министерството за внатрешни работи ги презема сите мерки за отстранување на пречките и нормализирање на сообраќајот и апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и поставената сигнализација, задолжително да поседуваат пропишана зимска опрема и да возат внимателно, особено во критични и поплавени подрачја. Српските студенти во блокада од утрово им помагаат на своите сограѓани кои со денови се борат со обилните врнежи од снег, а кои надлежните служби се чини не успеваат да ги исчистат. Тие од 6 часот утрово се во работна акција и ги повикуваат граѓаните да им се придружат. Студентите најавија дека ќе го расчистуваат снегот околу болниците и здравствените центри, на патеките за слепи лица, тротоарите и приодите до зградите, каде што е најпотребна помош. Акцијата ќе се одвива наутро со фокус на најкритичните места. Ги покануваме сите што можат да ни се придружат, да покажеме заедно дека се грижиме едни за други и дека не ги вртиме главите дури ни во овие услови. Секоја лопата е важна, се гледаме, напишаа студентите во објавата. Тензиите низ САД вчера се зголемија по вториот инцидент со пукање во кој беа вклучени федерални службеници за имиграција, продлабочувајќи го јазот меѓу државните и федералните власти околу околностите и причините за инцидентите по строгата имиграцијска политика на Доналд Трамп, пренесува Ројтерс. Протестите во Минесота се интензивираа откако 37 годишна мајка беше смртно застрелана од агент на службата за имиграција и царина во средата. Државните и федералните власти дадоа спротивставени информации за инцидентот, додека државните истражители се пожалија дека биле исклучени од федералната истрага. Неколку часа подоцна во Орегон, агент на американската гранична патрола застрела и рани маж и жена во Портланд. И во тој случај, локалните власти кои веднаш апелираа за смиреност, рекоа дека не се во можност да ја потврдат верзијата за настаните на федералната влада. Агент на американската гранична патрола пукал одбрамбено за време на запирање на возило на венецуелски имигрант, изјави подоцна помошничката секретар на Министерството за внатрешна безбедност Триша Меклафлин. Агентите на граничната патрола вршале целно запирање на возило во Портланд, Орегон. Патникот и целта бил недокументиран венецуелски имигрант кој е поврзан со меѓународната мрежа за проституција Трен де Арагва и бил вклучен во неодамнешен инцидент со пукање во Портланд. Се верува дека возачот на возилото е член на насилната венецуелска банда Трен де Арагва. Кога агентите им се представиле на патниците во возилото, возачот го возел автомобилот кон нив и се обидел да ги запре полицајците. Плашејќи се за својот живот и безбедност, еден агент отвори логан во самоодбрана. Возачот и патникот избегале од местото на настанот. Демократите и групите за граѓански права ги осудуваат агресивните операции за спроведување на имиграцијските закони како непотребна провокација. Најмалку 4 лица загинаа, а 19 други се повредени во руските воздушни напади во Киев во текот на ноќта, според најновото ажурирање од градоначалникот на украинскиот главен град, пренесува Ројтерс. Градоначалникот Кличко изјави дека руски беспилотни летала погодиле 4 области на Киев, предизвикувајќи голема штета на стамбени згради. Тој појасни дека меѓу загинатите е и еден спасител кој побрзал да им пружи прва помош на жителите на стамбена зграда, која била погодена од дронови во рок од само неколку минути. Во истиот напад биле повредени уште 4 колеги. Градоначалникот на Киев исто така изјави дека воздушните напади оштетиле инфраструктура во главниот град, предизвикувајќи прекини во водоснабдувањето во некои области.
Иранската државна телевизија за прв пат извести за масовните протести што ја потресоа земјата, обвинувајќи ги терористичките елементи поддржани од САД и Израел за поттикнување на немирите, пренесува Times of Israel. Во краткиот извештај, емитуван на утринската програма во 8 часот по локално време, се вели дека протестите станале насилни што довело до жртви, но не е прецизирано колку. Во истиот извештај се вели дека за време на протестите биле запалени приватни автомобили, мотоцикли, јавни места како што се метрото, противпожарните возила и автобуси. Се потсетува дека иранската влада ги блокираше интернетот и меѓународните телефонски повици, што им отежнува на странските медиуми да комуницираат со граѓаните во Иранската република. Протестите и преиспитувањето на власта во Иран, кои започнаа пред 13 дена, постојано се зголемуваат во интензитет, како што покажуваат видеата од синоќа што циркулираат на интернет. Толпи демонстранти го поплавија главниот пат во северозападен Техеран во четврток од вечерта, според видеа објавени на социјалните медиуми, чија автентичност ја потврди агенцијата France Press. Ова беше се за денешните вести на Слободен печат. Се што е ново и актуелно дознавате на нашиот портал и се разбира YouTube каналот на Слободен печат. Убав викенд!